Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Охрид каков што никогаш досега не сме го виделе, град во кој вештачката интелигенција, роботите и холограмите живеат рамо до рамо со луѓето, а древните преданија добиваат нов живот низ призмата на иднината. Токму ваква визија нуди книгата Охридски преданија од иднината од професор доктор Анис Сефиданис, која денеска беше промовирана во Прличевата одаја на библиотеката Григор Прличев во Охрид. Станува збор за македонско-англиско печатено издание кое преку научно-фантастични раскази инспирирани од охридските преданија, културното наследство и современите технологии го замислува Охрид во далечна иднина. Ова е продолжение на проектот кој го нарековме Охридски преданија од иднината. Сушност скромен обид да се создаде научно-футуристичен роман инспириран од културата на градот Охрид, каде што се разработуваат секојдневни теми со кои се соочуваат граѓаните од екологија, здравство, образование во призма на визии за иднината кои се потпомогнати од современите технологии. Таму вештачката интелигенција, роботиката, холограмите живеат заедно со охриѓани и наоѓаат креативни решенија за предизвиците кои ги носи времето. Покрај книжевна вредност, изданието е замислено и како културен сувенир и промотивен материјал што треба да го доближи Охрид до меѓународната публика. Книгата е објавена на македонски и англиски јазик со што локалните приказни и визии за иднината стануваат достапни за читатели од различни делови од светот. Со тоа правиме и промоција на нашиот јазик и воедно промоција на градот Охрид. Не само како една културна престолнина, каде што може да се понуди богата историја, но во исто време и да се понуди визија за иднината на човештвото и да кажеме дека Охрид не само што памети, туку знае и да сонува. Книгата представува резултат на соработката помеѓу тимот на професорот Сефиданис, студентите од Универзитетот Свети Апостол Павле и современите модели на вештачка интелигенција. Авторите велат дека проектот отвора нови можности за креативно создавање во кое човечката имагинација и технологијата се надополнуваат. Ова може да се нарече и една нова форма на авторство на 21. век, каде што луѓето и роботите заедно ко-креираат. Концептот или идејата е човечки, но потоа графиките кои можат да се најдат во збирката раскази се создадени со помош на вештачка интелигенција, каде што внимававме стилот да биде репликабилен од човек. Уредник на книгата е Павел Тасков, дипломиран инженер по роботика, кој вели дека работата на ова издание било посебно искуство и можност да се согледаат потенцијалите на новите технологии во креативниот процес. Сепак секогаш сум ја следел и вештачката интелигенција заедно со професорот и баш е добро да се види што се е возможно, во кои делови помага, а во кои делови сепак не може нашиот вкус да го замени. Сепак во тоа многу го ценам и професорот и во неговите избори и во целата визија што ја има за Охрид во иднината. Книгата Охридски преданија од иднината веќе е достапна за читателите во градската библиотека, како и во книжарниците во Охрид и низ државата. Со представата Маски на театарската група на Црвен крст Охрид, вечерва започнува 11-тото издание на меѓународниот аматерски младински театарски фестивал Вдиши театар. Представата во авторство и режија на Емилија Блажеска, Јованка Сион Доленц, Весна Терзиоска и Даниел Наумовски ќе биде изведена во предворието на црквата Света Софија со почеток во 20 часот и 30 минути. Маски е представа за една генерација што живее како се да е во ред, а внатре е преплашена, осамена и уморна. Сакавме да покажеме колку се носат маските секојдневно и колку истите понекогаш не дозволуваат да се види она што го носиме во нас, вели Емилија Блажеска. Сакав да им дадам
на младиве посебно поттик да ги тргнат маските, точно да кажат кога им е тешко, да побарат помош, да побарат разговор. А ние возрастните малку да научиме, да не ги тераме секогаш ајде напред, да сте најдобри, да сте најубави, да сте вакви, да сте такви. Едноставно, со маски сакав да покажем колку и ние некогаш грешиме, а колку на младиви им треба поддршка во овие денешни времења, за жал тешки времења ни се во секој поглед. Сакавме да дадеме критика на некои делови од општеството, меѓутоа не таа е некоја добронамерна критика за системот малку да запре и да им обрати внимание на овие млади луѓе кои секојдневно се борат со еден куп проблеми. На сцената младите актери волонтери со многу труд, ентузијазам и љубов кон театарот ќе пренесат пораки за другарство, разбирање, емпатија, храброст, младински предизвици и позитивни вредности. Го играм Алекс, лик кој што е циничен и ироничен, а уствари иронијата е неговата маска. Тој преку шега ја кажува вистината и цело време ја прекинува кукларката за да ја каже приказната како што е, да не изгледа убава и дека се е во ред. Тој мене ми е интересен бидејќи преку хуморот ги кажува лошите работи и да бидам дел од Црвен крст и ова програма за мене не значи само да бидам дел од представата, туку и од пораката која што се испраќа кон младите дека не се сами. Лена на почетокот представува една доста дрска, силна и недостижна девојка, за чие лице всушност се крие едно дете всушност кое што е доста исплашено од светот и се плаши да побара помош. За мене овој лик е доста важен затоа што многу млади се чувствуваат како Лена. Сите ние понекогаш носиме маска која што вели дека се е во ред, а всушност и не е. Да бидам дел од Црвен крст значи да учам дека хуманоста не е само помош во тешките моменти, туку и слушање, разбирање и поддршка. Куклата не е обична кукла, туку е всушност оној дел на Лена кој што ја кажува вистината, иако Лена не сака да ја каже. Куклата и помага на Лена да се соочи со себе си, со болката, со стравот, па и со потребата конечно да биде искрена. Многу ми е интересен ликот, бидејќи всушност покажува колку најтешкиот разговор може да биде и разговорот со себе си. И покажува на Лена дека човек не станува послаб кога ќе каже дека нешто не е во ред. Куклата и покажува на Лена дека и во себе таа има девојче, весело, радосно, само треба да го покаже. И да бидам дел од оваа представа, многу ми значи затоа што ми покажува колку е важно да ги слушаме другите, но да се слушаме и самите себе си. Ликот на кукларката е водиш во оваа представа. Таа ги отвара темите за маските што сите ги носиме. Таа на почетокот изгледа како све да знае, и дека се гледа одстрана, но и таа е сложен лик, бидејќи Алекс постојано и поставува прашања и ја прекинува во низиното кажување на приказната. Мене ми беше интересно да сум во оваа приказна, бидејќи ќе има многу дружба, ќе дознаеме за сите работи што се случуваат околу нас, и да бидам дел од Црвен крст и Вдиши театар има многу големо значење, бидејќи дознавам за хуманоста и за убавото и важното за младите и во градот.
Во 4-дневната програма на Вдиши театар во периодот од денеска до 13 јуни својот актерски талент, умешност и креативност низ 5 театарски представи ќе го покажат повеќе од 40 талентирани млади актери и аматери од организациите на Црвен крст од Охрид, Црвен крст Суботица, Ужице, Црвен крст Крагуеваc, Србија и Црвен крст Бар Црнагора. Вдиши театар е едно културно освежување пред почетокот на големите летни културни случувања во Охрид. Мислам дека Вдиши театар за Охрид представува и едно освежување пред почетокот на културната сцена, посебно пред почетокот на Охридско лето, во кое што младинците се тие кои што ја носат таа позитивна енергија, во кое што имаме отворена сцена, во кое што главни се младите, и пораката дека културата не е само за професионалците, туку и за аматерите. Оно што е особено важно за Вдиши театар како фестивал е што е под целосно покровителство на Црвен крст. Работиме во рамките на Црвен крст Охрид и ги користиме нашите ресурси. Влезот за сите представи во рамки на Вдиши театар е слободен во насока на тоа културата да биде достапна за сите граѓани и за туристите. Македонскиот научник Петар Поповски, професор на Универзитетот во Албург и еден од водечките светски експерти во областа на комуникацијските технологии, е избран за нов член на Кралската академија на науките и книжевноста, една од најпрестижните научни институции во Данска. Представува голема чест за мене што станувам член на Кралското данско друштво на науките и книжевноста, институција чиј поранешен председател беше еден од моите научни херои Нилс Бор. Им благодарам на научниците кои ја поддржаа мојата кандидатура и со нетрпение очекувам да придонесам во активностите на друштвото преку мојата работа и експертиза во областа на теоријата и технологијата на комуникациите, изјави професорот Поповски. Поповски е меѓу 30 нови членови кои годинава се приклучуваат на академијата, чија мисија е да ја зајакне научната дејност и нејзиното влијание врз општеството. Со изборот тој станува дел од елитно научно друштво во кое низ историјата членувале некои од најголемите имиња во светската наука, меѓу кои Нилс Бор, Чарлс Дарвин, Марија Кири, Алберт Ајнштајн. Професорот Поповски е меѓународно признат и познат истражувач во областа на теоријата на комуникации, бежичните комуникации и мрежи, информацијската теорија и квантните комуникации. Неговата научна работа има значајно влијание врз развојот на идните генерации комуникацијски технологии, вклучувајќи ги интелигентните безжични мрежи и новите концепти за пренос на информациите. Професор Поповски е роден во Охрид, дипломирал на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при УКИМ во Скопје како првенец на генерацијата, каде што потоа магистрирал, а докторирал на Универзитетот во Албург, Данска, каде што денеска е професор. Изборот на Петар Поповски представува значајно меѓународно признание не само за неговата научна кариера, туку и за македонската научна заедница, бидејќи уште еден истакнат научник со македонски корени по потекло од Охрид се вбројува меѓу најугледните имиња во европската и светската наука. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност, максималната температура достигна до 25 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветар. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 28 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 10 до максимални 33 степени. Утре ќе се задржи топло време, попладне во текот на ноќта и во петок предпладне ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и над 15 литри на метар квадратен и услови за невреме со појава на град. Во петок ќе дува засилен до силен ветер од северен правец со брзина и над 60 км на час, а дневната температура ќе опадне од 5 до 7 степени. Во деновите од викендот времето ќе биде стабилно и посвежо. Од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст.